Стигнавме до еден многу важен дел, последниот дел до тоа послание. Ова се завршните зборови на апостол Павле. И секој пат човек кога пишува, може би сметала дека тоа е за последната можност што има да им се обрати на ефесијаните, сепак е во затвор, не знае како ги заврши неговиот престој таму, со каква пресуда, и најважното го остава на крајот во посланието. Говори за една војна, страшна војна, војна во која сите сме вклучени. И по тоа, таа војна е специфична, уникатна. Уникатна е зашто, за разлика од сите други војни кои се водат, тоа е војната во која секој човек бил вклучен, секој човек е вклучен. Има војни на секаде и денес по земјината топка. Има војни меѓу држави, има политички војни меѓу партии, идеологии, има економски војни. Во многу од нив не сме вклучени, не ги ни знаеме. Но ова војна е војна во која секој е вклучен и тоа е војна во која секој бил поразен. Секој бил нападнат, уште од Адам и Ева, од непријателот, противникот, и секој бил победен. Секој бил поробен во таа војна. Како што вели Лутер, никој на земјата, никој му нема рамен. Никој човек не му е рамен на сатаната. Збориме за ѓаволот. И самиот Господ Исус Христос, кога пишува во Лука, 11 глава, 21 стих, ако видиме целиот контекст, говори таму за сатаната и го опишува како човек кој, како силен, вооружен човек, кој го чува својот двор и неговиот имот е сигурен, безбеден, се додека не дојде посилен од него. Посилниот е Господ Исус Христос. Господ Исус Христос дојде и го совлада, го победи. И во Христос ние сме, само во Христос ние сме победници во таа војна. Само во Христос имаме избавување. И сега, ако велиме дека во Христос ние сме победници, тоа воопшто не значи дека ние сме веќе осигурани. Овој текст што го читаме, ово оружје кое што е представено во текстот, јасно ни окажува дека сатаната продолжува да напаѓа. Сатаната не се откажува од духовното војување против нас, против Бог, против сите оние кои му припаѓаат на Бог. Тој не одмара. Тој не прави паузи. Неговите лукавства, за кои што пишува апостол Павле овдека, таа широка лепеза од лукавства кои што ги користи, со нив постојано не напаѓа. Тој постојано ќе се обидува да не обесхрабри, да го снижи нашиот духовен морал, да го направи нашето сведоштво бесплодно, да не одврати од вистинските цели, да не заблуди со некои поинаки перспективи во овој свет. И затоа е потребно, затоа е неопходно постојано да го има во предупредувањето на апостол Павле, кој вели: зајакнувајте во Господа и во силата на неговата моќ. Ми постојано треба да јакнеме во Господа, во неговата моќ, зашто нема друг начин како да устоиме, како да издржиме, како да останеме непобедени во таа духовна војна. И продолжува апостол Павле, вели: и земете го сето Божо оружје, за да може да устоите на сите лукавства на ѓаволот. Духовното оружје е неопходно за да војуваме успешно. Не само да војуваме и да победиме, и не само да победиме, туку и повеќе, зашто ние сме супер победници, вели апостол Павле во посланието до Римјаните 8 глава. И не само да победиме, туку и да освојуваме. Да освојуваме од она што сатаната приграбил. И кога ја водиме таа војна, уште едно предупредување имаме во овој текст. Оружјето што ни е дадено не значи и сигурност сама по себе. Сигурноста не доаѓа како некоја инерција, не доаѓа по автоматизам. Ние треба да го земеме оружјето и да војуваме. Потребно е да ја разбираме природата на војната
Неопходно е да разбираме природата на противникот, неопходно е да разбираме природата на оружјето, за да можеме да победиме во таа војна. И всушност ове неколку недели на изучување на овој дел од Светото писмо се обидовме во претходните изучувања да ги видиме токму тие работи. Природата на војната, природата на противникот и самата природа на ова оружје. Видовме дека духовното оружје кое е представено овдека во овие неколку стиха на метафорички начин го представуваат самиот Господ Исус Христос. И поконкретно она што тој го направил и го прави за нас. Има еден текст, една многу кратка реченица која е запишена во Евангелието според Јован 14 глава, 20 стих. И таму Господ Исус вели: вие во мене и јас во вас. Многу краток израз, во оригиналот превод тоа само три стихчиња, три зборчиња, меѓутоа имаат многу длабока содржина. Мислам дека ако месеци посветиме само на овие неколку збора, нема да ни стигнат за да доловиме се што е содржано во нив. И овие оружја што се представени, на известен начин ја одразуваат оваа идеја на Господ Исус Христос. Ние во Него и Тој во нас. Видовме според граматиката што апостол Павле ја употребува, а веруваме дека граматиката е многу важна, зашто ние се изразуваме со зборови во која е содржана граматика за да ја представиме нашата идеја. Според граматиката апостол Павле ги дели овие оружја во првиот дел: појасот на вистината, оклопот на правдата и обувките со готовност за благовестието на мирот во минато свршено време. Ние веќе сме опашени или препашени со појас на вистината, ние веќе сме облечени со оклоп на правдата и ние веќе сме обуени со обувки за готовност за благовестието на мирот. И откако веќе вели сте облечени во тие работи, сега земете го, и тоа е сегашно постојано дејство, земете го штитот на верата, шлемот на спасението и мечот на духот кој е Божото слово, и така подготвувате се за војување. Ако првите нешта веќе ни се дадени во Христос, ни се дадени на крстот, веќе ги имаме на нас, наше е сега преку вторите три оружја да ги правиме оперативни првите три: вистината, правдата и мирот. И првите три некако се совпаѓаат со идејата со вистината што Христос ни кажува дека ние сме во Него. Ние сме во Христос, кога ќе поверуваме во Него, ние менуваме основата на животот. Христос станува нашата основа за живење. Ние сме во Христос и ние го живееме Христовиот живот. Во Христос го живееме Божиот живот. И затоа во Колосјаните, во првата глава 13 стих, апостол Павле пишува дека ние сме пренесени од темнината во светлината, од царството на сатаната во Божјото царство. Со тоа се менува се во нашиот живот. Во Христос се менуваат нашите цели, се менуваат перспективите, се менуваат вредностите, се менува целата основа на живење. Во Христос тоа значи дека ние сме во вистината. Христос, тој самиот вели дека е патот, вистината и животот. Ако сме во Христос, во Него, тоа значи дека сме во вистината, во Него. Христос е вистината зашто на крајот на криштата од Него е се, преку Него е се и за Него е се. Се што постои, своето существување го влече од Него. И затоа не може да има друг абсолют за вистината освен Христос. Тоа е ултимативната вистина, крајната вистина. Зашто Тој создал се, во Него суштествува се, преку Него суштествува се и во Него наоѓа смисла сето суштествување. И ако сме во Христос, тоа значи дека сме во вистината. А ако сме во вистината, тоа значи дека нема заблуда во нашиот живот. Не одиме во темнина, во незнаење,
Не сме лажени, мамени од непријателот, туку знаеме кои сме, кај одиме. Ја имаме вистината. Во Христос, бидејќи Христос е правдата, во Христос ние имаме правда. Во Христос имаме вистината, во Христос имаме правдата. Бидејќи Христос е нашата правда, ние во Него сме оправдани. И кога Бог гледа на нас, бидејќи ние сме во Христос, Тој го гледа Христос. Тој го гледа, ја гледа праведноста на Христос. И тоа е големото охрабрување. Ние не се оправдуваме со нашите напори да го култивираме својот живот, да бидеме добри, успешни, да бидеме свети и праведни, иако тоа е нашата цел. Но ние не можеме да се оправдаме со тие напори. Ние се оправдуваме единствено со праведноста на Господ Исус Христос. Тоа е нашата правда. Во Него ние сме праведни. И затоа секое лукавство на сатаната е сопрено од штитот на верата. Зашто во Христос ние сме оправдани, и бидејќи ние сме оправдани во Христос, нема суд над нас. Оние што се во Христос, за нив нема веќе вина, за нив нема веќе осуда. И кој ќе ги осуди оние кои се оправдани веќе од Бог? Тој би не обвинил само, единствено, ако ја повлече неговата љубов од нас. А кој ќе не оддели од неговата љубов, прашува апостол Павле? Никој, ништо не може да не одвои од љубовта на Бог. Затоа ние не сме повеќе под осуда. И тоа е решение за проблемот, големиот проблем со вината на човекот. И во Христос ние имаме мир, зашто Христос е нашиот мир. Во Христос се храни нашиот духовен морал. Во Христос имаме свежина, во Христос имаме спокојство, во Христос сме бодри, во Христос имаме мир. И бидејќи во Христос имаме мир, ние можеме да бидеме миротворците во овој свет. Ние сме обоени со обувки за готовност да го шириме Христовиот мир. Во луѓето ние не гледаме како на непријатели, на луѓето гледаме како на оние кои се поробени од противникот, од сатаната. На луѓето гледаме како на жртви на кои им треба слобода. Обоени со обувки за готовност за благовестието на мирот, значи дека во мирот што го имаме со Бог, мирот што е во нас, ние стануваме миротворци. Тоа е првиот сет на оружје што апостол Павле го представува овдека. Појасот на вистината, штитот на верата, тоест оклопот на правдата и обувките со готовност за благовестие на мирот. Втората група на оружја, штитот на верата, шлемот на спасението и мечот на духот, некако го илустрираат вториот дел од фразата. Христос во нас. Ние во Христос и Христос во нас. Вие во мене, јас во вас. Ако ние сме во Христос, нормалниот, природниот резултат ќе биде во нашиот живот да се манифестира Христос. Ако ние сме во Него, ако ние сме во Неговиот живот, ако ние сме во Неговата правда, во Неговата вистина, во Неговиот мир, нормално е во нашиот живот да се покаже правдата, во нашиот живот да се покаже вистината, во нашиот живот да се гледа Христовиот мир. Ако сме ние во Христос, тоа ќе се види во нашиот живот. Во нашиот живот ќе биде присутен Христос. И тоа е вториот дел од оружјето. Ние сме веќе препашани со вистина, облечени во правда, обуени во мир. Тоа се случило во моментот на нашето спасение, кога сме поверувале. Со вера ние сме поверувале во правдата, со вера ние сме оправдани, со вера сме го прифатиле Евангелието како вистина, со вера сме се обуле во Неговиот мир. Но сега треба вера. Од вера преку вера, праведниот преку вера ќе живее. Од вера во вера ние секојдневно живееме во правдата, во мирот и во вистината. Го земаме секојдневно штитот на верата,
како што вели апостол Павле, да ги угасиме сите вжештени стрели на лукавиот. Зашто лукавиот не престанува да не заблудува, да не манипулира. Тој користи богат арсенал на лукавства, на измами, со кој ќе се обиде да не разочара, со кој ќе се обиде да не отргне од вистинскиот пат. Ние сме во вистината, во Христос, и ние веруваме и знаеме дека во Христос нашиот живот добива смисла. Во Христос имаме вистински вредности. Но сатаната ќе се обиде да не манипулира и да не лажи, да не убедува дека сепак во светот се живее подобро. Сепак стратегиите што ги нуди светот се попривлечни, дека и се поуспешни. Луѓето во светот успеваат повеќе. Луѓето во светот не се ограничени со изборот на методите што ќе ги користат, колку и да се нели тие добри или лоши. Подобро во светот. Во светот има повеќе задоволства. Под наводници. Сатаната ќе се обидува да не убеди дека во светот е вистината, дека филозофиите што ги нудат светот се поправедни, толеранцијата, релативноста, дека секој може да се биде критериум за вистина, дека секој може да се решава што е добро, што е лошо, но крајот на краишта па тоа е најдоброто. Така ќе живееме сите во мир. Тоа се стратегиите на лукавиот. Појасот на вистината секојдневно треба да го облекуваме со штитот на верата во Словото, во кое е пишено, во кое е запишена вистината, ние се заштитуваме или ги гасиме жештените стрели на лукавиот. Лукавиот ќе се обидува да не убедува дека многу пати дека Бог е далеко од нас, не заборавил. Кога ќе паднеме, а паѓаме зашто сме грешни, иако сме оправдани во Христос, ние се уште носиме грешна природа и паѓаме. И кога ќе паднеме, сатаната ќе се обиде да не убеди дека веќе Бог не сака и дека е далеко од нас. Кога ни се случуваат, кога доаѓаат страдањата се реалност, колку и да веруваме дека и да проповедаме дека христијаните само ќе успеваат, никогаш нема да се разболат и ќе се богатат непрекинато и ќе ги возат најубавите коли, христијанската реалност низ вековите потврдила дека христијаните страдат, доаѓаат болести, смрт, беда. Тоа е факт. И тоа го прави Бог, зашто тој ги љуби своите и се што прави, го прави за доброто. Бог знае што да направи, во кој момент, како да постапи со нас за нашето добро. И во таквите ситуации, сатаната се обидува да не убеде дека Бог не заборавил, дека кренал рад се од нас, дека некаде далеко. Штитот на верата во Христовата правда не заштитува од таквите заблуди, од таквите манипулации на лукавиот. Со штитот на верата во правдата, дека сме оправдани во Христос, дека тој не љуби и никогаш нема да крене рад со од нас, дека никогаш нема да се отргне од нас. Со таквото оружје ние се штитиме од тие лукавства. И сега доаѓаме до шлемот на спасението како следно оружје во овој контекст во кој што се запишани. Шлем на спасението или можеме да го наречеме шлем за умот. Рековме дека сите овие оружја апостол Павле ги зима од воената терминологија од првите векови, од древноста, тоест од арсеналот оружја кој го користеле римските војници. И секое оружје или секој елемент од оружјето штител некој дел од телото. Ако оклопот на правдата го штити торзото, или според верувањето на древните луѓе, оној дел каде што се сместени чувствата на луѓето, и Божјата правда нас не штити од измамите на лукавиот дека Бог можеби не љуби, тогаш шлемот на спасението го ја штити главата или најважниот дел од главата, умот на човекот. Така да ова оружје е дизајнирано да ја заштитува целокупно нашата личност. И умот, и чувствата, и волјата. Шлемот на спасението има за цел
во овој свет во кој живееме, конфузен свет, свет во кој што луѓето живеат во бунило, целосно бунило, целосна конфузија, да го зачува нашиот ум бистар, бодар, светол, да не западнеме во темнина, да не западнеме во очеј, да не западнеме во некаква обрканост во овој свет. А тоа е најсериозниот проблем на човештвото денес. Велат дека живееме во некој постмодернистичко општество. Постмодернизмот нема апсолутни крајни вистини. Секој си е критериум за себе. Се е релативно. Она што сметаш дека е вистина за тебе и работи во твојот живот, не мора да биде вистина и во мојот живот. Во мојот живот работи некоја друга вистина. Овој постмодернистички свет или ова филозофија на размислување доаѓа после модернизмот. Модернизмот во кој што човекот веруваше во еден единствен критериум. Човечкиот ум. Човечкиот ум беше критериум за се и увереноста во способностите на човечкиот ум, во рациото, во науката, создаде, изгради големи очекувања во човештвото. Очекувања за создавање или изградување на супер човек, кој ќе изгради супер човештво. Това е очекувањата на модерниот човек. И што се случи? Сите тие очекувања пропаднаа. Буквално пропаднаа. Како меор од сапуница се распрснаа. Најголемите апологети или поддржувачи на таквите очекувања исто така испаднаа во очај. Јас ќе ви дадам само два цитати од првосвештениците на тој модернистички атеизам. Например, еден од нив Велс, кој верувал во создавањето на супер човек и супер човештво, но двете светски војни, ужасите, невидените ужаси во тие две светски војни, го доведоа Велс на крајот да го каже следното: необуздани уништувања на домовите, безмилосно протерување на невини луѓе во логори, бомбардирање на градови, ладнокрвни масакри врз деца и безпомошни простодушни луѓе, силувања и одвртни понижувања. Сето тоа го води мојот ум кон безпомошно бунило. Другиот првосвештеник, водач, така да кажеме, на тој атеизам и верата во неограничените можности на науката е Џорџ Бернард Шо. Човекот живеел 95 години, од 1855 до 1950 година. Целиот живот го посветил во разубедување на луѓето во нивната вера во Бог. Единствениот негов идеал бил усовршување на човештвото преку разумот, преку науката. На крајот на неговиот живот, гледајќи ги резултатите од неговите размислувања, вели вака: учењето врз кое ја градев својата вера пропадна. Нејзините совети за кои верувавме дека ќе го изградат веков и одведоа Европа во духовно самоубиство. Јас и верував некогаш. Во нејзино име помогнав за уништувањето на верата на милиони поклоници во Божите храмови. И сега нивните очи се насочени кон мене и сведочат за големата трагедија на атеистот кој ја загуби својата вера. Луѓето испаднаа во бунило после тие големи очекувања дека човекот со својот ум ќе изгради праведно, совршено општество. Умот или идеологијата на човештвото доживеа капитулација. Бидејќи тие толку го возвишија човечкиот ум, всушност го издигнаа на ниво на една панацеја, лек за се. Човечкиот ум ќе ги реши сите проблеми на човештвото. Еден така
мудар човек вели, во серијата научни романси тие гледаа блескави сенки на нештата што очекуваа дека ќе дојдат. Пишуваа за еден поголем и повозвишен човек кој ќе ја донесе иднината. Сето тоа пропадна. И човечето испадна во бунило, во збунатост. И денес човекот се прашува кај сгрешивме. Гледа на сите ужаси околу себе, гледа на сите проблеми, свикуваат постојано конференции, научни самити и не можат да го најдат решението. И се збунети во конфузија. Немаат шлем за својот ум. И на крајот стигнаат до сознанието дека нема решение, тоа секој треба да си го бара решението за себе. Не знам што ќе се случи после постмодернизмот, но сега е така. Во бунилото, во таа сеопшта конфузија, човекот реши дека нема веќе вистини, секој ќе се ја бара вистината за себе. Што е шлемот на спасението? Апостол Павле, или шлемот на спасението, апостол Павле користи ист таков стих, тоест има паралелен стих со кој може да направиме екзегетска врска, кој е запишан во Солунци, 1 Солунци 5:8. Вториот стих, не првиот, вториот. Ние пак како синови на денот да бидеме трезни и облечени во оклопот на верата и љубовта и шлемот на надежта за спасението. Не говори само за шлем за спасение, туку шлем за надеж за спасение кое ќе дојде. И овдека формата, граматиката, што употребува апостол Павле, говори за спасение не кое сега го искусуваме, туку надеж за спасение кое ќе дојде. Да, ние сме спасени, но апостол Павле овдека говори за некое спасение кое го очекуваме. И првиот стих што го напиша во Римјаните 13:11, таму вели дека спасението сега е поблиску отколку кога поверувавме. Гледате, ние сме поверувале, но сега сме поблиску до спасението. Нели сме спасени? Како може да бидеме поблиску до спасението кога веќе сме спасени? И во тој контекст овдека е даден шлемот на спасението. Во очекување ние имаме еден шлем кој не заштитува бидејќи очекуваме некое спасение. И овдека малку теологија, само малку. Кога говориме за спасение, мислиме на три аспекти. Има минат, сегашен и иден. Минатиот аспект се нарекува оправдание, сегашниот осветување, а идниот просветување. Минатиот аспект значи дека кога сме поверувале во Исус Христос, ние сме биле оправдани. Во тој кога ќе поверуваме, ние сме оправдани. Спасени сме од осудата, од Божиот гнев, од вината за гревот. Сегашниот аспект значи дека ние живееме во живот на спасение, тоа живееме во светост и праведност, стремејќи се да се движиме кон поголема светост и праведност. Но во сегашниот аспект на спасението, ние се уште ги искусуваме последиците од гревот. Колку и да проповедаме просперитетна теологија, просперитетно учење, дека христијаните ќе напредуваат постојано во материјален однос, вистината е дека последиците од гревот тежат и врз христијаните денес. Иако сме спасени. И ние старееме. Истината е дека старееме. Факт е дека... Погледнете ги сликите, фотографиите од пред 10 години и споредете се со сега. И ќе видите дека сте остареле сите. Сите сме остареле. Тоа е последица на гревот. Умираат наши браки и сестри. Оваа година загубивме една сестра, зашто последиците од гревот се уште действуваат во нашиот живот. Болести не напаѓаат. Тоа е вистината. Зошто? Зашто целосното избавување ќе дојде во тој иден аспект на спасението, кога Христос ќе дојде. И се ќе биде обновено, и се ќе биде ослободено од секоја последица на гревот. Целото спасение овка, стенка, а целото создание овка и стенка и го очекува.
избавувањето. Тоа е тој иден аспект и тоа е тој шлем на спасението. Таа надеж, ставете го шлемот со надежта за спасението. Нашата надеж не е во можностите на човечкиот ум. Нашата надеж не е во можностите на науката, на достигањето на човекот. Ние имаме поинаква надеж. Појасот на вистината не уверува дека Христос доаѓа да не избави од секоја последица на гревот. Кога ќе се јави тој, ќе добиеме прославени тела, кои нема да се распаѓаат, кои нема да знаат ни за грев, никаква слабост, никаква болка и болест. Тоа е надежта за спасението. Тоа е шлемот за надежта за спасението. Апостол Павле има многу текстови кои говорат за таа надеж, но некако најјасен е во Римјаните 8 глава 22 до 25 стих. Хајде да го прочитаме. Зашто знаеме дека целото создание заедно со нас стенка како во породилни болки. И не само тоа, туку и ние самите, кои ги имаме првините на духот, воздивнуваме во себе, очекувајќи посинување и откупување на нашето тело, зашто со таа надеж бевме спасени. А надежта што се гледа не е вистинска надеж, зашто кој би се надевал во тоа што го гледа? А кога се надеваме пак на она што не го гледаме, со трпение го очекуваме, и тоа е тој шлем, надежта за спасението. Ние сме спасени, но нашата надеж не е во тоа спасение. Да, ние искусуваме уште сега заедништво со Бог, уште сега се насладуваме на аспектите на спасението. Но нашата надеж е дека еден ден тоа спасение ќе се заокружи целосно. И тоа го држи нашиот ум во сите овие случувања околу нас, кога читаме во весниците, кога гледаме вести на телевизија, кога слушаме за сите они ужасни вести во светот, нашиот ум останува бистар, стабилен, спокоен. Зошто? Зашто имаме надежта за спасението. Затоа да не се чудиме на човечките неуспеси. Ние знаеме дека сето тоа ќе се случува и кога се случуваат неуспеси на луѓе, па дури и во нашиот живот, и во мојот живот, и во вашиот живот, во сите наши живот, секогаш се случуваат неуспеси, доаѓаат. Да не се чудиме зашто се уште живееме во свет кој е поразен од последиците на гревот. Сите ние сме поразени. Но знаеме една работа, дека во сите овие случувања Бог гради ново создание. Дека случувањата во светот и најужасните не се хаотични настани излезени од контролата на Бог. Бог е суверениот господар на историјата на сите случувања. И во сето тоа Бог го гради идното. Го гради она спасение што го очекуваме. Колку и да се непријатни вестите за нештата околу нас, ние сме спокојни зашто знаеме дека зад завесата, зад тие настани, Бог го создава новото. Новото создание, нашата вечност во Божјото царство. Никогаш не е пријатно да се живее во околности во кои се гради. Се е така. Тргнете по пат по кој што се реновира, долг период кога одевме за Драчево, поминувавме од семафорите таму некаде цементара до Пинтија, низ пат со дупки, раскршен, раздробен, и се нервиравме. Но сега кога одиме, се движиме убаво, убав нов пат. Но за да го има тој нов пат, потребен е процес на градење. Нашите животи сега се во изградба. Пишува таму каде што се гради, пишува градилиште во изградба. Не е пријатно да се поминува низ градилиште.
Не е пријатно да се биде во реон каде што се гради. Но кога ќе се изгради, тогаш е убавото. Нашите животи се градилишта, сега на земјата. Ние сме во изградба. Облечени или наметнати со шлемот, со надежда дека тоа ќе заврши. И кога ќе заврши, ќе бидеме прославени. Зашто ќе бидеме како Христос, кога ќе се појави. Тоа е нашата надеж. И затоа јас верувам дека просперирам секој ден. Во се што се случува, Бог ме гради. Бог ме усовршува. И во лошите работи што ми се случуваат во животот, Бог ме гради. Лошите работи се за моје добро. Се што се случува е за доброто на оние кои го љубат Бог. Се, вели. Не пишува само добрите работи. Се што се случува е за доброто на оние кои го љубат Бог. Шлемот со надежта за спасението ме уверува, ме заштитува од измамите на лукавиот дека мојот живот оди во пропаст. Мојот живот оди во слава. Зашто на крстот Бог не прослави. И која е нашата должност сега? Ке се повлечеме ли до овој живот? Ке се одвоиме ли од разумот, од достигањата на луѓето? Не. Но ние знаеме дека науката нема да изгради праведно општество. Ние знаеме дека, сигурни сме дека политичарите нема да ги решат проблемите во човештвото. И не очекуваме. И кога отвараме весници и читаме страшни настани, не треба да се безпокоиме, зашто сето тоа е напишано, го знаеме. Така е. И ќе биде дури уште пострашно. Но во сето тоа, Бог го гради својот план. Настаните ниту ќе го забават, ниту ќе го одложат Божиот план. Во сето тоа Бог го гради спасението. А ние треба да бидеме сочувствителни со луѓето во светот, со изгубените, со заблудените, со луѓето кои живеат во бунило, во кошмар. Да им говориме за вистината, да им говориме за спасението, да им говориме за доаѓањето на Христос кој носи надеж, носи спокојство, носи утеха, го заштитува човечкиот ум. Нашата мисија е она што накратко го следува Господ Исус во Евангелието според Матеј 25 глава. На болните, на заробениците, на гладните, но оние без облека, но оние без дом, да им давам утех. Да ги тешиме обуени со обувките за благовестието на мирот. Бидејќи нема друг шлем, нема друга заштита за човечкиот ум, освен надежта дека Христос доаѓа да обнови се. Не постои друга утеха која би можела да го смири човечкиот ум, да го извлече од овој очај во кој се наоѓа. Што да понудиме друго за човекот, освен ова вистина, ова надеж? Што е да се случува? Се води кон прослава наша на целото создание. И на крајот на криштата, независно од тоа што се случува, многу лоши работи има околу нас, па и во нашата земја не е се идеално. Но можеме за едно нешто да бидеме благодарни. Бог ни дал време во кое можеме спокојно, во мир, без никој да ни брани, да го читаме Словото, да се собираме, да проповедаме, да евангелизираме, да ја шириме благата вест. Знаете ли колку христијани во моментот во светот живеат во страв дека може би следниот ден некој ќе им пушти бомба во црква, дека следниот ден може да ги пратат во затвор, да им ги убијат децата. Колку христијански училишта во светот денес живеат во страв. Бог ни дал благодат во мир, непречено да му служиме и да ја вршиме неговата воля. И нашата молба е насекаде да биде така. И Бог да ги охрабрува, посебно оние христијани кои се наоѓаат во страдања, во гонења, Бог да ги заштити со тој штит на спасението, со надежта дека Христос доаѓа да избави секого.
целата вечност. Нека Бог не охрабрува со тоа неговиот мир, кој го надминува секој ум, да не облече, да не заштити. Да го носиме шлемот на спасението и на секое лукавство на ѓаволот, секоја вжештена стрела со која што тој ќе се обиде да не обесхрабри во овој свет, да се држиме здраво за надежта која ни е ветена во вистината, во Словото. И така ќе имаме победа. Така Христос ќе биде во нас. Неговото спасение ќе биде во нас. Нека Бог не охрабрува со овие зборови, да бидеме вистински посветени служители, облечени со шлемот на спасението, да носиме надеж за спасение, надеж за избавување во овој свет.